да се биде хроничар за општина Битола, посебно за ридско-планинските населени места, кои се распослани во јужниот дел на Битолско поле, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги представи оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек на неговите летописи не е пасивен наблюдувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Битола, посебно 16-те подпелистерски села распослани во јужниот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селата со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Граешница. Иако со години крстарам во овој дел на Битолско поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам документарен запис. Една стара народна поговорка вели, не кога са камение, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и видна. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Граешница со моето возило, со стариот руски джип со камазот, тргнав ден пред православниот христијански празник, посветен на светиот великомаченик Теодор Тирон, ова 2026 во Господово лето, во раните утрински сати и по речиси 2 часа и кусур време, народски кажано возење по патната делница Скопје-Велес, Велес-Прилеп, Прилеп-Битола, во раните предпладнени сати пристигнав во селото Граешница, најсетне да прошетам ни секое сокаче, патче, да влезам во секој селски двор, да се видам со селаните од ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, да направам како што велат моите соселани ширум Република Македонија, ново слико за селото Граешница, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, воедно да присуствувам на заслогот, поточно речено на вечерната богослужена литургија, посветена на светиот великомаченик Теодор Тирон, кој се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Теодор Тирон, со која чино начастуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, и на утринската света божествена златунстова литургија, исто така посветена на светиот великомаченик Теодор Тирон, која се одржа во многовековниот манастир Свети великомаченик Теодор Тирон, со која чино начастуваа свештеници од Битолското црковно наместништво, заедно со соборскиот народ, се со цел да остане во колективната меморија на македонскиот народ, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата,
ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно фатени или недопрени овде ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги пожетвувам нашите заборавени македонски села, каде што мештаните од овие села ми раскажа многу приказни, кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, чии приказни се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Почитувани мои, 10 години се наоѓам тука во Битолското поле, се наоѓам тука во подпелистерските села. Ете, почитувани мои, според господовото проведение, продукцијата Маријов филм денеска се наоѓа во селото Граешница, во Битолското село Граешница. Ете, пак ќе речем, според господовото проведение, наминав во ова село на сам ден на светителот, светиот великомаченик Тодор Тирон, каде што покрај тоа што мештаните ќе ми ги раскажат приказните кои што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби, кои што исто така тие приказни се пренесуваат од колено на колено за историското битисување на нивното родно село, селото Граешница. Исто така наминав тука мештаните да ми ги раскажат приказните за црковно-манастирскиот духовен живот кој што овдека во ова село се одвива во минатото низ вековите. Наминав овдека и во манастирот, чие име го носи на светиот великомаченик, свети Тодор Тирон, да присуствува на утринското богослужение, со кое ќе чиноначалствува парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво во самата манастирска црква, чие име го носи на светиот великомаченик, свети Тодор Тирон, заедно со соборскиот народ, а исто така тука да овече воедно да бидам и гостин на благословениот ручек кој што овдека го спремаат мештаните од ова село, а пред се домајчините на денешниот празник. А почитувани мои, сите тие овие приказни кои што ќе ми ги раскажат мештаните од ова село за историчкото битисување на нивното родно место и за приказните на 9 цркви и манастири кои што овде се наоѓаат во ова село, ќе бидат преточени во овој документарен видеозапис. Меѓутоа, почитувани мои, да додадам и тоа, дека сето ова не можеше да биде реализирано без снимателот на продукцијата Маријов филм Виктор Костевски, а исто така и без, ете така да речам, еден од поголемите виновници, што ете овдека продукцијата се наоѓа во селото Граешница, Димче Кобиловски, кој што, иако е човекот во години, 70 и некоја има, се разбира, пак ќе напомнам, ревносно заедно со мене, заедно со снимателот Виктор Костевски, заедно со Драган Сламиновски, кој што овдека беше дојден по нова истражувачка мисија, се дел од менаџерскиот тим и ќе напомнам, без Димче Кобиловски, без Виктор Костевски, без Драган Сламиновски и се разбира без нашите соселани ширум Македонија, а и овдека во ова село, ова документарна репортажа кој што ќе имате можност да ја проследите, немаше да биде реализирана, а и да крајот да додадам, според господовото провидение, наминав тука во ова село и што друго да речам, да ни се придружите. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека сред селото, но не од оној класичен тип, затоа што на старото одамна ви заминува времето, а новото се уште не доаѓа. Во Граешница, така да речам, поранешните калдрмисани селски патчиња и сокачиња, нив одамна ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прошета низ неговите селски сокачиња и патчиња, ќе ја забележи старата традиционална македонска селска архитектура, која се карактеризира со двоспратни куќи изградени со камен, однадвор неизмалтерисани
старите дворишта, некои поголеми, некои помали, некогаш оградени со долги високи авлии, исто така и зидани од камен и со големи и тешки порти, но ќе се одушеви и од современата архитектонска градба со ново изградените семејни куќи кои говорат дека селото Граешница не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледував хоризонтот што го обкружуваше сред селото, за брзо време околу мене се собраа неколку селани заедно со мојот домајчин, воедно водич во селото Граешница, Николче Митревски, кои ми велеа: добре дојде, Зоране, долго време те чекаме да дојдеш и во ова наше село. Ние тебе добро ми те познаваме, Зоране, на телевизија на саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортажине за нашиве села, многу убаво редум и редиш историографски податоци, иако не се познаваме многу од историјана, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, ми велеа. Зоране, редно е да си дојдеш и ти дома, ајде со нас, како наште е сапиме, како домароден да си во селово, секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајчини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашето село, ми велеа. Добар ден. О, домајчине. Повелете. Да чекаш гости. Повелете, нема никаков проблем. Браво, фала. Ајде се познаем прво, јас сум Николче. Добро, ходим Коле, Николче. Браво, уба име. Повелете. Добре те најдов. Еве, јас сум Зоран Маријов, Николче. Николче. Да, тој ми е колега, Димче. Живо Димче. Ајде вие работаш, работите овде. Сви работим. Вие домаќите кои. Браво. Твојот име рече беше Николче. Да, Презиме? Митревски. Од кој? Старо презиме Тубачковски. Мешана фамилија со Терзиевци. Така. Ај се вака да ми кажеш, како се викаше таткото? Томе. А мајке ти? Љубица. Та од кај беше? Смилева. Од Смилева? Охо, славно Смилева. Како се викаше дедо ти по татко ти? По татко ми, дедо ми, Тодор. Така, а пак баба ти по татко ти? Мара. Мара, може ли да седиш на од кај беше родом? Терзиевци. Од Терзиевци. Така, а ова речи го, а како се каше баба ти по татко ти? По мајка ти. Лена. Така, ова речи го, од кај беше таа? Смилева. Од Смилева, така. Тоа овој колку сте вие брајче и сестри? Јас, брат ми, сестра. Така, ти Николче? Татко ми се, исто се брат и сестра. Така. Значи ти Николче, сестра ти се вика? Јован. И брат ти? Јован. Домајчиката твоја од кај ти е? Од Лажица. Од Лажец? Колку господ ви даде? 3 чупиња има. Така, од Омени или се уште? Двете се од Омени, едната е факултетија. Така, колку внучина имаш? Едно внуче има. Како се вика? Филип. Така, нека ти е здраво и живо.
Кој ти е куќна слава тебе? Свети Атанас. Свети Атанас? Село му е куќна слава Свети Атанас. Така. Ова, мислам, селска слава е Така, Свети Атанас. така. Че куќна слава Свети Никола. Почитувани мои, откако така да речам со насобраните селани си историвме здравоживо, мештаните од ова село ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи во архивите не само во Република Македонија, туку ширум балканските простори во изминатите години, а потоа тие да ми ги раскажат многуте приказни што нив им ги раскажувале нивните дедовци и баби за историското битисување на нивното родно село, кои до ден денешен се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Граешница е мощно и старо село. За тоа говорат историографските записи кои датираат од многу стари времиња. Многобројните културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности, нивната зачуваност, разновидност, интегралност, посебност, единственост, репрезентативност, автентичност, говорат дека селото повеќе од 6000 години зрасчи со живот на неговиот простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимите, ботијаците, пирејците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска, како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на патриаршијата Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е Петруш Сабатиев, родом од селото Таор, во историографските списи попознат како цар Јустинијан Прима, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел од мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Аарон, Давид, Мојсей и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Во пишаните томански дефтери ова село прва се споменува во томанскиот пописен тапи дефтер од 1467-68 година како дел на битолскиот вилает. Исто така селото се споменува во пописниот отомански дефтер од 1650 година
и во пописниот отомански дефтер од 1750 година, каде што е запишано под името Краешница. При крајот на отоманското владење селото било Чифлик-Сајбиско село, а Чифлик-Сајби биле аги и бегови од селата Кишава, Лажец и селото Острец. Најголем Чифлик-Сајбија во селото Краешница бил Садик ага, доселен во 1900 година од градот Кушево, кој во 1909 година под притисок на младотурската револуција се иселил од селото Краешница. Дека селото Краешница на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патриаршија 1364-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Поред статистичките податоци на Васил Кнчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото Краешница во 1900 година живееле 500 жители, додека пак според етнографската карта на Битолскиот вилает од 1901 година, Краешница се води како чисто македонско село во Битолската каза на Битолскиот Санџак со 80 куќи, додека пак според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења во 1905 година, во селото живееле 424 жители. Според германската карта издадена во 1941 година, а заснована на пописот на Кралството Југославија од 1931 година, селото имало 500 жители. Дека селото Краешница на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Краешница го забележал следното. Краешница се наоѓа во Пелагонија, во јужниот дел на Битолското поле, под источната падина на Баба планина. Селото е рицко, од градот Битола селото е оддалечено 20 километри. Селото се граничи со селата Драгош, Кишава, Лажец и Велушина. Селото Краешница изобилува со изворишта, кладенци и безброј поточина. Селото во минатото со вода за пиење се снабдувало од Талевчевата чешма, Џовгановата чешма, Света Недела, Боглевата чешма, како и од кладенците Бачилиште, Црна река, Студен кладенец, Садиково кладенче, Копанки, Бошково кладенче, Чергово кладенче и Тупучаково кладенче. Во селото има 8 бунари и зидани од камен со длабочина од 8 до 10 метри. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Кале, Мал Присој, Горен камен, Чукли, Мечкин камен, Стамат, Закланик, Мачороец, Црвеница, Ребан, Летника, Калдрма, Чаирот, Ливади, Дапчето, Тумбата, Скапците, Црвена земја, Козарка, Тапанче, Породински пат и Рибарски пат. Селото има збиен тип и е изложено во насока запад-исток. Селото е поделено на горно, долно и отаде мало. Првите две мала се наоѓаат лево од селската ретичка,
а третото десно. Некои делови на селото се групирани по родовски куќи. Селото брои 93 домајчинства. Покрај селото од неговата западна страна се издигнува возвишението Кале. На врвот на возвишението се забележуваат ѕидови од кружен бедем. Таму мештаните наоѓале стари пари, а во подношјето на возвишението ископувале разни гробови. Во традицијата се верува дека Калето бил град кој го контролирал стариот пат долж долината на Граешка река. Судејќи по остатоците може да се претпостави дека овој град потекнува од римско време. Во 1925 година на врвот на возвишението мештаните ги подигнале црквичките посветени на Свети Никола и Свети Атанас. Во Народниот музеј во Белград се чува биста на девојка изработена од печена земја, која била донесена од ова село и потекнува од 3 век пред нашата ера. Остатоци од старини има и на други места околу селото. Такви местности е местноста Мал Присој, Селиште и Присој. На Присој, околу 2 километри северозападно од селото, се наоѓа црквата Свети Теодор Тирон, подигната во 1926 година, а претходно на тоа место имало манастир. До оваа црква се наоѓа многу стар бунар. Овие старини, како што пренесуваат мештаните, потекнуваат од времето кога постоело утврдување на Калето. Во селскиот атар се наоѓаат црквите, воведение на Пресвета Богородица, меѓу народот попозната како Света Богородица Пречиста, изградена во 15 век, црквата Вознесение Христово, изградена во 1860 година, црквата Свети Никола, црквата Свети Атанасий, црквата Свети Димитрий, црквата Света Петка, црквата Света Недела, црквата Свети Архангел Михаил и манастирската црква Свети Теодор Тирон. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Граешница во делот за семејните родови го забележал следното. Граешница е македонско православно село. Староселилски семејни родови се Митковци, Чолгановци, Димчевци, Цулувкаровци, Чергевци, Буцковци, Шејтановци, Саќитовци, Стефановци, Скендеровци, Анđелевци, Лашковци, Чуљовци, Дарковци, Кузмановци, Сариевци, Башовци, Чикаровци, Анаќиевци, Ризовци, Тупачковци, Новачевци, Тодоровци и Милушовци. Семејниот род на Марковци во селото Граешница се доселил од селото Велушина. Семејниот род на Олевци доселен во селото Граешница е од селото Левени, а основачот на овој семеен род, дедото Петре, најпрвен бил момок во селото Лажец, а потоа преминал како момок кај Садик Ага во селото Граешница. Семејниот род на Јанкуловци од Егри прешле во Жабјани, а оттаму во Граешница. Цифуловци доселени се од селото Лажец. Семејниот род на Мориовци доселен е од селото Свето Тодори. Таму припаѓале на родот Ѓурчиновци, а подалечното потекло им е од селото Трновци. Рибаревци доселени се од селото Рибарци, додека на семејните родови Таловивовци, Вергловци, кои порано се викале Крстевци и Зоевци, не им се знае потеклото. Според податоците, од 1953 година, па се до почетокот на 21 век, од ова село
се имаат иселено преку 50 семејства и тоа во Соединетите Американски држави, Канада и Австралија. Јован Трифуновски во пишаниот документ Селските населби во Битолско-Прилепската котлина за селото Граешница го забележал и следново. Втората половина на 19 век за селото Граешница е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот кадија на Башибозукот предводен од Чајабек од селото Кременица. Меѓу првите знаци на обнова на селото се изградбата на неколку црковни храмови, меѓу кои црквата Воведение на Пресвета Богородица, која во минатото била единствен соборен храм на селото врз темели на многу постара црква од 15 век. Црквата била изидена од необработен камен, меѓусебно поврзан со варов малтер, освен апсидата која е изработена од камен, тули и варов малтер. Градбата архитектонски била поделена на два дела. На исток се наоѓал еднокоравен наос, на западниот се протегал нартексот со главниот влез до кој се слегувало пострмно камено скалиште. Црквата имала калкански покрив со камени плочи. Црквата била фреско живопишана. Соборниот храм Вознесение Христово, кој е изграден во 1860 година, што го дознаваме од записите на јужниот влез во храмот, како и врз фасадата на камбанаријата за време на митрополитот на Пелагориската митрополија Бенедикт, кој по својот архитектонски облик представувал трикоравна градба со тремови на јужната, делумно на западната страна, а над западниот влез црквата била надвишена од високата камбанарија, каде што со внатрешноста на градбата се комуницирало преку јужниот и западниот влез, а централниот дел од градбата бил поделен на 3 кораби со 2 реда од по неколку столбови. Црквата била фреско живопишана во 1868 година, како и на манастирската црква Свети Теодор Тирон, воедно и на црквите Свети Никола, Свети Атанасий, Свети Димитрий, Света Петка, Света Недела и на црквата Свети Архангел Михаил. Религија е поим што некогаш се користи како синоним за вера, се определува како верба во нешто надприродно, свето или божествено, како и моралните кодови, обичаи и установи поврзани со таа верба. Во најширока смисла, некои го определуваат поимот како целосна сума на одговори, дадени како објаснување за врската на човештвото со Вселената. Низ вековите се имаат создадено огромен број на религиозни форми, но денес низ светот доминираат само неколку големи светски религии. Може да се дефинира и како друштвена појава, која подлежи на некои одредени закони и може да се согледа како духовна поврзаност на една група на луѓе со некое вишо, свето битие, односно со Бог, Божество. Поимот религија се врзува со латинскиот збор, односно глагол религиере, што значи да се поврзе, а за прв пат овој израз бил употребен од христијанскиот филозоф Лактанци во 4 век, говорејќи за врската на човекот со останатите други битија и со Бог. Постојат 3 основни пристапи по кои може да се согледа религијата како феномен, а тоа се субјективен пристап, објективен пристап, субјективно-објективен пристап. Од гледиште на објективниот пристап, религијата не може да се гледа како секоја друга појава. Додека според субјективниот пристап, религијата постои засебно во однос на останатите работи. Според третиот став, не може да се порекне субјективното, ниту пак објективното, бидејќи религијата е синтеза и на објективното, и на субјективното. Повеќето религии подразбираат учење кое се однесува на суштината
целта на постоење на сепостоечкото, а исто така, религијата подразбира и одредени облици на верски заедници, како и одредени обреди, ритуални изведби, кои се изведуваат на посветени места, односно во одредени институции, цркви, џамии, синагоги и храмови. Постојат три основни групи на теории на религијата. Религијата е изум на една, обично владеачката, привилегираната група на луѓе, како средство за заштита, и ваквиот облик на религија според оваа теорија се јавува во првобитната човекова заедница, како последица на човечкото увидување дека многу работи во природата се случуваат без негова волја и дека човекот, како човечко суштество, не може да влијае на тие појави, ниту пак да ги измени или контролира колку и да се труди, а во ваквите појави најчесто спаѓаат поплавите, сушите, грмежите, громовите и слично. Според горе наведената теорија, човекот дошол до идеја за постојање на виша сила која влијае на истото. И на тој начин настанале првите облици на богови кои символизирале единствена моќ кои суверено владеат со човековото постоење. Човекот настојувал да им оддаде чест со молитва и жртвување, што е одлика на природните религии: анимизам, фетишизам, тотемизам, браманизам, будизам, конфункцијанство и мухамеданство. Според втората група на теории, религијата е трајна екзистенцијална одлика на човекот, а според оваа теорија човекот е во комуникација со Бог уште од своето постоење, кој во текот на историјата привремено го изгубил, паѓајќи во паганство кое повторно се воспоставува со откровението Божјо, откривање, односно јавување во светот, и како откриени религии се сметаат јудаизмот и христијанството. Според третата група на теорија, религијата е човечка склоност према суеверија, која произлегла од недоволното познавање на вистинската природа на нештата. Ерих Фром смета дека на почетокот од човечката историја, иако бил исфрлен од првобитното единство со природата, човекот продолжил да се држи до тие примитивни врски, тоест преку врските со природата човекот ја обезбедувал својата сигурност. Токму примитивните религии, во кои човекот сочувствува со растенијата и со животните, го отсликуваат неговиот стремеж да го одржи единството со природата. Од тука, во првобитните религии, животното е преобликувано во тотем. Човекот носи животински маски при религиските свечености, а човекот го обожува животното како Бог. Во подоснежните фази од историскиот развој, кога се развиле занаетчиската и уметничката вештина, кога човекот повеќе не бил зависен од даровите на природата, тој ги преобратил производите на својата рака во божества. Во оваа фаза човекот ги обожавал предметите изработени од глина, сребро или злато. На тој начин, човекот ги проектирал своите сили и способности во предметите што ги изработил. Тоест, своите творби ги обожавал во оттуѓен облик. Најпосле, во уште подоснежната фаза, човекот им дал на божествата човечки лик, а тоа се случило кога тој станал уште посвесен за себе, тоест кога открил дека тој самиот е највисокото и најблагородно нешто во светот. Во оваа фаза, обожувањето на антропоморфниот Бог има две димензии. Едната се однесува на женската или машката природа на боговите, а втората на степенот на зрелоста кој го достигнал човекот. Во оваа фаза од историскиот развој, најпрвим постоела матриархална фаза на религијата, во која највисокото божество е мајката, а дури потоа се развила патриархалната фаза, во која се појавил Богот, татко. Постојат два вида на религија: политеистички религии и монотеистички религии. За политеистичките религии карактеристично е верувањето во повеќе богови, различни божества кои владеат во различни сектори на природно и човечко делување. Политеизмот е карактеристичен за старите, природни пагански религии и тие се повеќе ритуални обредни отколку теориски.
тие не тежнеат кон ширење на разлика од монотеистичките. Најзначајни стари религии се египетска религија, старогрчка религија, римска религија, одинизам, а и речиси сите народи на територијата на Европа пред да го прифатат христијанството, исповедале различни пагански, природни, политеистички религии кои денеска се исчезнати, со исклучок на хиндуизмот и племенските религии на тлото на Африка. Христијанството му е објавено на светот преку црквата и како црква. Црквата е неделива од личноста на Господ Исус Христос. Таа беше во Христа и собраните околу Него, тогаш кога Господ Христос беше на земјата, но и по славното вознесение Христос остана со апостолите и верните во црквата. Со тоа, тој на таинствен начин го исполни завештанието кое им го даде на своите ученици. И ете, јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. За некои, црквата е само храм во кој се извршуваат богослуженија, други под неа ја подразбираат само црковната епархија, а некои пак црквата ја сметаат за една од институциите во општеството. Не е лесно да се даде прецизно богословско одредување за црквата, зашто ниту во новозаветните списи, ниту во светоотечката литература не постои една исцрпна дефиниција. Свети Никола Кавасила, големиот православен мислител од 14 век, во своето дело Живот во Христа, во духот на големите црковни отци пред него, ја избегнува дефиницијата за црквата, но истакнува дека ако некој сака да ја види црквата, треба да види не нешто друго, туку светата Евхаристија. Откровението на црквата, според Никола Кавасила, се наоѓа во светата Евхаристија, зашто во неја е присутен Христос и затоа што во неја црквата се пројавува како тело Христово. Затоа и рускиот богослов Алексеј Хомјаков напиша: само оној што ја разбира литургијата, ја сваќа црквата. Правилното одредување на црквата треба да ги опфати сите елементи на нејзиниот живот, во чиј центар ќе биде светата Евхаристија. Од пресудно значење за животот во црквата е секако верата. Таа, според Свети Максим Исповедник, е првиот лек за нашето спасение. Верата се исповеда во црквата при собранието на народот Божји, најпрвин во крштението, а потоа и во Евхаристијата како основна тајна на нејзиниот живот. Да се исповеда верата во црквата, тоа значи да се биде прифатен од неа како заедница и да се постане учесник во целокупниот нејзин живот. Значи, со верата стануваме заедничари Христови и учесници на несоздадениот и божествен живот на Света Троица. Да се припаѓа на црквата, значи да се прифатат етичките правила кои важат за неа. За животот во црквата неопходен е висок степен на етичко однесување, зашто сведочат и житијата на светиите. Етичкото однесување во изворната христијанска смисла е всушност живот со Бога, а не само нормативно исполнување на заповедите Божји. Заповедите Божји треба да се доживеат како патоказ кон вечниот живот, а не како норми или законски обврски кои Бог им ги наметнува на луѓето со цел да ја покаже својата моќ над нив. Сите заповеди, според Христовите зборови, се содржани во двете најголеми Божји заповеди за љубовта, кон Бога и кон ближните. Според тоа, за етосот на православната црква најважна е љубовта, бидејќи таа е темел на новиот живот во Христа. Етичкото однесување и стекнувањето добродетели не треба да се доживеат како цел сами по себе, туку како средство и начин за стекнување на љубовта кон Бога, а потоа во светлината на таа љубов и љубовта кон ближните. Исполнувањето на Божјите заповеди, како внатрешно ткиво на етичкото однесување и доблесниот живот,
треба да има нагласен евхаристички карактер и смисла. Исполнувајќи ги само на тој начин заповедите, верните можат да ја доживеат црквата како заедница на Бога и луѓето, во која како смирени работници на лозието Господово ќе остварат единство со Бога, што всушност е крајна цел на христијанскиот живот. Важен елемент во животот во црквата е и незиното исцелително дејство. Во црквата луѓето се исцелуваат од гревот, страстите и болестите. Во неа, според зборовите на свети Кирил Ерусалимски, се лечи и исцелува секој грев. Меѓутоа, треба да се нагласи дека црквата лечи не со она што го има, туку со она што е. Според свети Никола Кавасила, она во што учествуваме не е само нешто што му припаѓа на Христа, туку тоа е тој самиот. Црквата им го нуди на верните лекот на безсмртноста, кој според свети Игнатий Богоносец е светата Евхаристија. Во неа, како собитие, заедницата во своите души ги примаме не зраците и светлината, туку самото сонце, тоест Христа. Затоа, и учеството во литургијата подразбира учество не на одвоените единки, туку на сите верни кои ја сочинуваат заедницата на светите во единиот свет, Господ Исус Христос. Карактеристично обележје на црковниот живот е проповедта. При вознесението, Господ Христос на апостолите им дал заповед да проповедаат по сиот свет. Одете и научете ги сите народи. Проповедта е предуслов за верата и познавањето на Господа Христа, зашто како ќе го призоват оној во кого не верувале, како пак ќе поверуваат во оној за кого не чуле, а како ќе чујат без проповедник. Важноста на проповедта ја нагласува свети апостол Павле кога вели: ако со устата го исповедаш Господа Исуса и со срцето свое поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе се спасиш. Смислата на проповедта на Словото Божјо е во единството на верните со Господа Христа, односно со Бога во Христа, што и треба да биде содржина на проповедта. Заради тоа, нејзиното место во литургијата е веднаш почитањето на Евангелието, кое ги воведува верните во единство со Словото Божјо, а ова единство во потполност се остварува во светото причестување, во заедницата со телото и крвта Христови. Сите наведени елементи на животот во црквата доаѓаат до целосен израз во Евхаристијата, која е тајна на единството на Бога со народот негов и во која се согледува суштината на црквата и вистинското назначение на светот. Суштината на црквата не е во тоа да пренесе само известни уверувања или идеали, ниту да наметне одредена дисциплина, ни да ги подобри условите за живот, туку да го објави и даде новиот живот во Христа. Литургијата, како основна тајна на црквата, во овој век ја предочува содржината на животот во идниот век, кога Бог ќе ја открие потполната вистина за себе си. Во Царството Божјо, Бога ќе го гледаме лице во лице и ќе дојде до полн израз нашата вера, етичкиот живот ќе добие исполнување во средбата со владиката, сите достојни се стекнат немирливо здравје, а на сите благовестници јасно ќе им се покаже Господ на славата. Друг критериум за одредување на црквата е дека таа е заедница на народот Божји во Христа. За значењето на заедницата, за христијанскиот живот во црквата, јасно говори една древно христијанска изрека: еден христијанин, ниеден христијанин. Бидејќи црквата е заедница и собир на мнозина или на сите, неа не може да ја сочинува еден христијанин, па нека е и најсовршениот. На суштината на црквата, како собир на повиканите, или поточно на оние кои се одзвале на повикот Божји и кои ја прават заедницата со Бога, укажува етимолошкото значење на грчкиот термин за црквата. На поблиско одредување на црквата како собир на народот Божји во Христа укажуваат и називите кои се среќаваат во Светото Писмо: собор на светиите, тело Христово, Божји дом, заедница на Светиот Дух,
А за взаемната поврзаност на Христа со верните, јасно кажуваат представите за Христа како лоза и верните како прачки, за Христа како темел и црквата како градба. Во Евхаристијата, како тајна на идниот век, со верата и покајанието, со исполнувањето на зборовите Божји и действителната љубов кон ближните, верните доаѓаат во најприсно единство со Господа Христа. Оваа вистина ја нагласува и свети Иринеј Лионски, велејчи: нашата вера е согласна со Евхаристијата, а Евхаристијата ја потврдува нашата вера. Во литургијата, според зборовите на свети Никола Кавасила, го наоѓаме она што црквата ја прави единствена и потполно различна од сите други заедници во општеството и различна од сите други религии. Светата Евхаристија, како средиште на животот во црквата, има за цел во неа да оствари единство на сета твар со Бога и сиот свет да постане едно тело Христово црква. Селото Граешница уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1869 година во Соборната црква Вознесение Христово. Наставата од 1869 година па се до 1900 година се изведувала на старомакедонски црковен јазик и писмо. Од 1900 година па се до 1912 година наставата на македонски книжевен црковен јазик и писмо била попречувана од Грко-патриаршичката црква. Од 1912 па се до 1914 година наставата на македонски црковен книжевен јазик и писмо била попречувана од Српската патријаршија, а од 1914 година па се до 1918 година наставата на македонски црковно-книжевен јазик и писмо била попречувана од Бугарската екзархија. Од 1918 година па се до 1941 година наставата се изведува на српски јазик. Од 1941 година па се до 1944 година наставата се изведувала на бугарски јазик, а од 1944 година наставата по подолго време започнува да се извршува во селскиот дом на културата, каде што е отворено и првото училиште до 8 деление на македонски мајчин јазик. Како ти се викаше даскалот што те научи да читаш и да пишуваш таблица множење, делење во прво деление, и колку бевте деца, ако можеш да се сетиш? Учителот се викаше Перо, Така, потакло беше од Велушина, така, иначе бевме тројца, ние, јас, брат ми, сестра ми, тројца од комшијата Чупињата, Васиќо, тројца 9, за 13 деца. Така. Строг беше даскалот или беше добар? Добар. Така. Од прво до четврто оде, така? А од прво до четврто, А од четврто до осмо? од четврто до осмо учевме Велушина, Пешки секој ден одевте. пешки слегнавме по 5 сато са вајле Така, до Лажец до Џадето. така, Од Лажец до Џадето со автобусот до Велушина до Џадето. така. Од Џадето до училиште одевме пешки. Што ти одеше појќе македонски, математика, ликовна, физичко, Све музика? бидеше. Се, а? Све. Се. Во периодот на отоманската владавина со Македонија, во кое припаѓа и селото Граешница, кај мештаните, како дел од македонскиот народ, се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, кои влијаел да се разбуди разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во оваа регија, што придонело населението од ова село активно да се вклучи во борбата за слобода и создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период, Балканските војни и Првата светска војна.
Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења. Селото за време на Втората светска војна е дело народно-ослободителната борба. Во селото Граешница во 1944 година е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Од 1944 година па се до 1950 година селото е дел од Битолскиот околишки народно-ослободителен одбор со седиšte во Битола. Во периодот од 1950 година до 1952 година селото било дел од општина Породин, во која влегувале селата Барешани, Жабени, Канино, Лажец и Породин. Во периодот од 1952 година до 1955 година селото било дел од општината Велушина, во која спаѓале селата Граешница, Велушина, Драгош, Жабени, Канино, Тишава, Лажец, Олевени, Остриц и Породин. Во периодот од 1955 година до 1965 година селото влегувало во рамките на тогашната општина Бистрица. Во селото Граешница во 1948 година живееле 545 жители. Во 1953 година селото броело 526 жители, од кои 515 македонци, 8 срби и 3 неопределени. Од 1961 година со продажбата на имотите, чии собственици се македонци, чии број изнесува 50-тина, претежно иселени во Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и Битола, на население со мухамеданска вероисповест од соседните села на селото Граешница започнува процесот на зголемување на бројот на население во ова село од мухамеданска вероисповест и намалување на бројот на автохтоното македонско население. Така, во 1961 година селото брои 444 жители, од кои 422 се македонци, 20 турци и 1 србин и 1 неопределен. Во 1971 година селото брои 570 жители, од кои 420 македонци, 145 албанци, 1 србин и 4 неопределени. Во 1981 година селото брои 525 жители, од кои 314 македонци, 206 албанци, 2 срби и 3 неопределени. Во 1991 година во селото живеат 230 жители, од кои 37 македонци, 193 албанци. Во 2002 година 119 жители, од кои 17 македонци, 172 албанци, 1 неопределен, а според нерелевантниот попис од 2021 година во селото живеат 220 жители, од кои 7 македонци, 190 албанци и 5 неопределени. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе на сам ден на православниот христијански празник, свети великомаченик Теодор Тирон, да дојдам во селото Граешница и за него да направам документарна репортажа, а воедно да присуствувам на заслогот, поточно речено на вечерната богослужба, која се одржа во многовековното духовно светилиште, манастирот чие име го носи на светиот великомаченик Теодор Тирон, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Битолското црковно наместништво заедно со соборскиот народ, а воедно и на утринската божествена света Златоустова литургија, исто така посветена на светиот великомаченик Теодор Тирон,
со која чино начествуваа парохиските свештеници од Битолското црковно наместништво заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните не само од селото Граешница, туку и мештаните од соседните населени места си го празнуваа христијанскиот православен празник посветен на светиот великомаченик Теодор Тирон во многовековното православно христијанско светилиште, меѓу народот попознато како Граешкиот манастир, ќе проследите во наредната репортажа.